Средната оцена од полагањето на трите екстерни предмети во јунската сесија од државната матура за учебната 2015-2016 година изнесува 3,42. Истата е повисока од минатогодишната просечна оцена од 3,37. Во јуни за државна матура беа пријавени 16.859 кандидати. Од нив 8.729 во гимназиско, 7.866 во средно стручно и 264 во уметничко образование. Податоците на Државниот испитен центар покажуваат деветата генерација матуранти покажала најдобри резултати на тестот по странски јазик. Се полагаше француски, германски или руски јазик. За истиот средната оцена изнесува 3,99. За испитот по англиски јазик, Државниот испитен центар објави засебна просечна оцена која годинава е 3,00. Од трите екстерни предмети, задолжителен за сите матуранти е мајчин јазик, македонски, албански или турски. Годинава вкупниот просек е 3,66. Министерот за образование и наука Лутфиу и директорката на центарот Мируша Амети на пресконференцијата ги соопшти и просечните оцени од останатите екстерни предмети на јунското полагање државна матура. Најниска оцена и годинава е математика 3,29. Следуваат филозофија со 3,61, естетика 3,72, физика, хемија, биологија, бизнис. Прелиминарните резултати денеска напладне се објавени на огласните табли во училиштата, но и веб страницата matura.gov.mk. Приговори на резултатите може да се поднесуваат од денеска, заклучно со 14 јули во училишните комисии. Конечните резултати од полагањето во јуни ќе бидат објавени на 20 јули во самите училишта. Матурантите кои не биле тестирани во јунската сесија или пак не положиле некој од трите екстерни предмети, ќе полагаат во август и треба да се пријавуваат од утре, заклучно со 21 јули. Полагањата ќе се реализираат на 15, 16, 17 и 18 август.